За него не треба посебна најава. Тој е човекот кој успеа без маска на себе, добра комуникација со останарите, но и во улога на заводник на понежниот пол, да дојде до титулата прв македонски победник на српското реално шоу Големиот брат. Кумановецот со добро градено атлетско тело, во чија биографија стои неколкократен освојувач на златен медал во 2 скокачки дисциплини, Дарко Петковски Спејко. Директно од Куманово на Фонтана во парк. Прва тема на разговор шоуто. Кога го гледа сега од оваа перспектива, што му донесе, а што му одзема истото. Искрено немам ништо гледано од материјалите што е било, како е било. И не планирам да гледам. А што ми донесе? И сами знаете, добро се трудам да останам онаков како што влегов во куќата, со влегување у Big Brother едно сакав да остане, да влезам као човек и да излезам као човек. Нели често го изјавував тоа. И ако кажам дека сум победник, победник сум во таа смисла, што сум излегол ко, нели, човек и кој што треба. Сега што ми донесе? Ми донесе малце поголема финансиска слобода, популарност која се трудам да искористам, вниманието кој ми го насочуваат медиумите, да го искористам на луѓе кои ми е потребно, хуманитарни акции, не знам, за промовирање, не знам, некои настани и тоа. Не знам што, не сум размислил на таа тема. Онака некако спонтано си доаѓаат работите и кога си правиме со некој муавет, баш и не се ништо променило после тоа. Колку ти донесе пријателства, вистински пријателства тоа, ете запозна можеби луѓе во куќата, но колку од нив остана во комуникација со тие луѓе? Не знам, дека прашањето ви е вовет за нешто друго, лајде. Пријателства, со Ервин сум ко брат. Сега му бевме на гости у Сараево, така да го запозна и Тајзи и Лестер, така се собравме една многу јака екипа. Со Барбара, која ми е као сестра, исто останав во контакт. Тина, знаете, вако, Тина наскоро доаѓа кај мене. Но Спејко не е единствениот македонски учесник во ова реално шоу. Иста приказна со него дели и некогашниот учесник во Големиот брат Никола Настевски Лестер. Спомена Лестер. Лестер беше учесник во Големиот брат пред неколку години и победник во на бугарското шоу. Како се најдовте? Другари сте од подамна или ве спои Велики брат? Па не спои Велики брат, што се вика. Така делиме иста приказна. Да, споменуваме онака многу јако на излегувања, па ќе кажам, бевме заедно во Хрватска за мојот роден ден и онака супер се помина. Неодамна Спејко во Хрватска го прослави својот роден ден во друштво на познатата хрватска пејачка Јелена Розга. А тоа предизвика лавина коментари во јавноста. Дали Спејко ја замени Тина со Јелена Розга? Јелена Розга, па имаме заеднички пријател, значи хорват што беше у Big Brother е пријател со Розга и за роден денот, нели, пееше Јелена Розга. Претходно петокот бевме во уште една дискотека кај мои добри пријатели, значи у Хрватска стекнав многу пријателства, за кои не сум бил ни свесен дека ќе останеме онака у контакт, дека после во гужвата од Big Brother често имаме гостувања, лиете хрватите се гостопримливи луѓе, онака, баш, како да кажам, као да сум дома. Така ми направија некоја атмосфера. Постојано е на патување низ регионот, но никако не му откажува пријателство на неговиот пријател од детството, Тајзи, со кој често е на настапи низ Македонија. Најдобар другар, од деца се дружиме и сега така си поминуваме одлично време заедно по настапи. Нели и пред да влезам во куќата, патував со него по настапи. Нешто сега посериозно работиме, затоа ќе бидете информирани на време. Велес и Тетово се градовите во кои Тајзи заедно со неговата дружина, помеѓу кои Дарко, ќе гостуваат следните неколку дена. Но не се само настапите. Се крчка и нешто ново со потпис на Тајзи. Тоа што се спремен со Тајзи, другар ми, спремаме нешто многу јако, припрема нов албум, ќе гостувам на неколку од
неговите песни, ќе имаме и видеозаписи, многу јако ќе биде. Помеѓу цел овој креативен хаос, Спејко наоѓа време да се врати и на старите навики посветени на здравиот живот. Сакам протеински шејкови, си сакам, не знам, посебни витамински напитоци кои таму ги немаше, така да паднав на како да кажам, не на тежина, качив на тежина, али режимот на исхраната ми беше многу слаб. Така да се враќам полека, да, си почнав и со тренинзи, и со исхрана, и се иде кој што треба. Одлично се снајде пред камерите во куќата на големиот брат. Со тајзи се супер тандем. Во светот на модата исто така е успешен, но Спејко има една неостварена желба. Искрено сакам да пробам и некој филм, некоја улога. Нели? Тоа јас сум човек кој сака да нови искуства да стекнува, така да тоа ми е некоја скриена желба. Не знам, ја и со влегување во куќата во Big Brother, чисто сакам да видам онака како е да се биде внатре. Тек после можда половина сватив дека имам шанси да се борам за прво место, за победа. Никогаш не се знае, можеби наскоро Дарко ќе го видиме и на филмското платно. Но она во што сме сигурни е дека уште долго ќе биде интересен за македонската јавност. И не само за тинеџерската публика, туку и за оние помалите.